Уранија, кој е вашиот впечаток од денешната посета во Топанско поле? Јас кога дадов првата изјава за случајот, потенцирав дека ќе го истражиме до крај. Денеска имав можност и лично да се сретнам со детето, со малолетниот Леон, кој што нели после долг временски период во специјалниот завод Бања Банско бил префрлен во заводот во Топанско поле, кој што е завод за рехабилитација на деца и млади. При тоа успеав да дојдам и до соодветна документација, која што е многу важна за овој случај и која што отвара многу прашања, и тоа од аспект на одговорноста на сите оние кои што биле инволвирани во случајот на Леон и кои што дозволиле да се најде во таква позиција во каква што се нашол. Наодот, конзилијарниот наод до кој што дојдов, зборува за тоа дека Леон, освен што има комбинирани пречки во развојот и пречки во говорот и гласот, дека воедно има и церебрална парализа. При првата средба со Леон беше очигледно дека таква диагноза е сосема несоодветна, бидејќи Леон е сосема подвижен. Точно е дека има апсолутно оштетен слух и говор, меѓутоа не може да се констатира за тоа дали има комбинирани пречки во развојот, односно умерена ретардација како што стои во наодот. Ова особено од причина што гледајќи го наодот и диагнозата за церебрална парализа, јас сега се сомневам и во тоа дека тој може да биде категоризиран како дете со пречки во развојот, зборувам за ментални пречки во развојот. Она што го констатирав е дека и она што е најпоразително во случајот, дека Леон во суштина е дете кое што е воспитно запуштено. Тој е на 10 годишна возраст, меѓутоа се уште не може да ги обавува самостојно своите физиолошки потреби. Значи се уште носи памперс, не е навикнат на обувки, се работи со него, меѓутоа станува збор, сепак е потенцирам за дете на 10 годишна возраст, што е поразително и трагично. На конзилијарното мислење се потпишани 9 лекари од различен профил. Значи, стручните лица примариус доктор Сандре Ѓоршевски, специјалист оториноларинголог, примариус доктор Нико Јанков, специјалист ортопед, примариус доктор Боривој Василевски, специјалист педијатар, Елизабета Томска, психолог специјалист, магистар Дзала Бојковска, специјалист по социјална работа, доктор Билјана Степановска, логопед, магистар Христо Георгиевски, дефектолог, доктор Анета Христова, олигофренолог и овластено лице доктор Омер Сулейман, специјалист психијатар, субспецијалист педопсихијатар. Сите овие лекари што ставиле подпис на овој наод, во кој што се вели дека Леон боледува од церебрална парализа, треба да сносат кривична одговорност. Во кривичниот закон постои дело кој што го третира токму ова прашање, давање погрешен наод и мислење, односно погрешно лекување. Меѓутоа, одговорноста не е само на овие лекари, туку и на Центарот за социјална работа Битола, кој што инсистирал да Леон биде префрлен од специјалниот завод Бања Банско во заводот во Топанско поле, иако овој завод кој што се наоѓа во Скопје воопшто не соодветствува со потребите на Леон. Она што е круцијално е дека Леон нема можност, прво не го знае знаковниот јазик. Ова е вториот елемент кој што зборува за тоа дека Леон бил воспитно запуштен. Во заводот во Топанско поле не постојат стручни лица кои што би можеле да работат со него, кои што би можеле да го научат на знаковниот јазик, и со тоа на Леон му е оневозможено да комуницира соодветно на неговите потреби. Од самиот персонал во
заводот во Топанско поле беше јасно дека Леон во овој завод не може да го добие она што му е потребно. Меѓутоа исто така беше потенцирано и што е многу важно во случајот, бидејќи зборуваме за одговорност, не само на лекарите, не само на директорката на Центарот за социјална работа Битола, но и на Министерството за труд и социјална политика, која што исто така дало согласност и извршило притисок на заводот во Топанско поле да Леон биде примен таму и покрај нивните укажување дека неговото сместување таму е несоодветно на неговите потреби. Ние во понатамошниот период ќе бараме да се изврши рекатегоризација на состојбата на Леон, да се издаде ново решение, меѓутоа ќе побараме и да се покренат соодветни постапки и против лекарите кои што го ставиле својот потпис на овој наод и мислење, кое што е патем речено второ поред и е истоветно и на претходното, а е донесено на 4.3.2014 година. Леон е примен во заводот во Топанско поле на 25 април. Ќе бараме, значи, одговорност и од лекарите кои што го ставиле својот подпис на овој наод и мислење, но ќе бараме одговорност и од за директорката на Центарот за социјална работа Битола, како и на оние службени лица од Министерството за труд и социјална политика кои што биле инволвирани за случајот, знаеле за состојбата, но сепак извршиле притисок да Леон биде примен во заводот во Топанско поле и дале согласност. Притоа министерот за труд и социјална политика ќе треба да одговори на прашањето зошто дозволил да дојде до ваква ситуација и да се соочиме со случај кој што говори за фрапантна небрежност, несоодветно, па дури и сурово однесување кон едно малолетно дете. Да не заборавиме. За случајот дознавме од пресконференцијата на народниот правобранител, кој што 8 месеци претходно во ненајавена посета на специјалниот завод Бања Банско го нашол Леон врзан. Затоа што персоналот на специјалниот завод Бања Банско не знаел како да се однесува со него и затоа што не поседувал соодветен персонал, тоа е образложението. За случајот ќе треба да се одговара. Тоа е она што јас сега можам да го кажам. Ние ќе покренеме соодветни постапки за сите оние кои што сега ги спомена во својата изјава.